ова време на пандемија со вирусот COVID-19 секако дека е потребна помош на повеќе ранливи категории на граѓани. Една од улогите на Црвениот крст на Македонија секако е и пружање на помош. Која е улогата и важноста на оваа институција во ова издание на емисијата Визави на програмата на Канал Виса? Наш и ваш гостин во наредниве минути е Маријана Тошева, прв човек или како да секретар на Општинската организација на Црвениот крст во Струмица. Тошева, јас ви благодарам што и во овие времиња или невремиња издвоивте време да ја информираме нашата јавност, нашата публика за и околу случувањата кои што доаѓаат од вашата институција. Добро вечер уште еднаш и добре дојдовте. Добро вечер на вас, ви благодарам на поканата. Така, реков во самата најава дека огромна е улогата и во ова време на пандемија пред се за пружање на помош на лица кои што доаѓаат од ранливите слоеви на општеството. Имавте една недела за грижа на стари лица, па би сакал, бидејќи се уште трае таа кампања на Црвениот крст. Што е значењето и суштината на оваа ваша акција? Значи, ние како традиционална активност ја одбележуваме неделата за грижа на стари лица, затоа што во нашата мисија и визија, уствари, најосновната суштина е тоа дека секогаш сме тука и значи присутни за сите оние ранливи категории на лица. Значи, светските статистики укажуваат на тоа дека населението секаде во светот, по паралелно кај нас, значи постојано старее. Последните истражувања, значи веќе укажуваат на тоа дека над 20% од населението во Македонија веќе е неспособно само да се грижи за себе или во она категоризација нели стари па и изнамоштени лица. Оттаму еден поттик нели за оваа година малце подобро да го одбележим или така посимволично. Пред се ради и ситуацијата со COVID-19, кога со првите карантини или ограничување на движењето на таквите ранливи категории, значи ние формиравме мобилни тимови кои што обслужуваат прилика 619 корисници, од кои што, например, еден дел се уште не се наши пријатели, се уште не контактираат за помош при набавка на одредени медикаменти, средства за хигиена, храна и други потреби. И оттаму и таа идеја, значи тој проект кој што произлезе заедно со една од агенциите на Европската унија во Македонија, значи за и оваа недела пак да ги ставиме во функција, значи мобилните тимови за помош на таквата категорија на лица. Колку што успеав да ве разберам, не е само оваа недела, туку вие и континуирано пружате помош на овие стари изнемоштени лица, согласно и карантинот што беше она забрана за движење. Обслужувате околу 600 лица од Струмишкиот регион или само Струм? Во микрорегионот на Струмица, значи градот Струмица заедно со трите општини, нели општина Василево, Ново село и Босилово. Иначе мобилните тимови на нас веќе ни беа активни што на 27 февруари, затоа што во Струмица како што знаеме обично да кажеме како почна, значи ковид, затоа што првите лица кои што беа во изолација, ако се сеќавате, значи беа од Италија во карантин во Струмица и ние од тогаш значи почнавме со достава на храна. Единствено ние смеевме да им доставуваме се што им е потребно, така да оттаму таа една идеја да ги развиваме и да ги развиваме самите капацитети на волонтери ако претходно бевме се нешто во превенција, значи сега сите тимови кои што ги формиравме, значи беа за тоа услуги и помош на терен. И така да мислам дека многу спремно го дочекавме период кога веќе целата држава беше ставена во карантин, имавме веќе едни 5 квалитетни тима кои што постојано беа на терен, а вклучително и паралелно значи го изработивме и карантинот што беше во Бања Банско хотелот, каде што беа сместени околу 280 лица и таму имавме околу 230 интервенции за постојна достава на се што им беше потребно на тие лица во тој двунеделен престој таму. Но Тошева, ако ова недела ќе заврши, ако идната недела или за 10 дена некоја ранливи категории на граѓани се обратат до Црвениот крст, дали и тука ќе помогнете? Да, значи нашите мобилни тимови сега во овој период значи на загаден воздух, на денови кога голем број од населението малце и настинато. Дури сме достапни за сите лица кои што се моментално во изолација или нели ковид позитивни, така да сите тие лица може да побараат помош околу набавка доколку нема никој друг за да им помогне во овој период и мислам дека и така е многу полесно. Значи за да им се достави се оно што им е потребно, ги знаат телефонските броеви, луѓето секогаш наоѓаат начин да не најдат, да не исконтактираат.
дека обично не контактираат Така, во крајна нужда. успевате ли во тоа? Сепак, нели, тоа се млади личности, мобилни тимови кои што заедно и со представници од Црвениот крст вршат достава. Како функционира сето тоа? Успевате ли да одговорите на сите потреби кои што ви се явуваат? Па, повеќе да ви кажем, имаме план на достава, не е тоа Ad hoc. баш моментално, значи имаме одредени денови кога се примаат сите тие барања. И обично, например, имаме договор со еден од струмичките маркети, веднаш према барањата, значи ги спремат како пакети стерилни. Ние ги преземаме и им ги носиме, значи, на крајните корисници. Обично кога денови ги имаме, например, понеделник, среда и петок, така да самите тимови, а имаме 5 тима на терен, не се баш тоа најмлади, значи овде не се младите волонтери како што обично нели луѓето ги замислуваат децата, да кажем, до 18 годишна возраст, значи тоа се полнолетни лица над 21 година. Добро, сепак се млади личности. Да. А не дека символично за Црвен крст најчесто се младите волонтери, нели дека така ни се посни Тие мало што не имаат 18 години. А инаку овде во овие тимови, значи само лица кои што имаат поминато, значи и обука, да, за работа во катастрофи и со стрес, ние постојано гледаме дека оваа ситуација нема да биде единствена или толку кратка, значи навистина сега работиме во последниот период заедно со USAID, значи на постојана адаптација на таквите лица, значи да бидат спремни во смисол на тоа како да знаат да одговорат во катастрофа или да се справат со стрес на терен. Така е, така. И во елементарна непогода или пак во пандемија како што сме во моментот сега. Па да кажем, ние досега се спремавме за поплави, за земјотреси, нели често сте били и вие наши да кажем поддржувачи во она кога дискутиравме за кампањите, нели за како да реагираме при земјотреси, како да реагираме во сообраќајки, кампањата за твоето незајничен живот. Меѓутоа сега се најдовме во една ситуација кога ние се боривме со еден невидлив непријател. Така. И јас стално ќе кажам дека сега е полесно тоа се работи, отколку во моментот кога ние мислевме дека само што ќе се појавиш во близина, нели, на вратата на тој што само е суспектен, дека можеш да умреш. Така е. Мислам дека едни од сликите што никош нема да ги забораваме, празен град без никој, например, или нешто што единствено паметам како најспецифично, Струмица во сабота празна. Значи, кога немаше никој друг на терен, да кажем, да се движи воопшто, мислам дека само ние единствени, заедно со личните асистенти кои што имаат дозвола за движење, се движевме и мислам дека непрестано стигнувавме таму кај што е потребно. Да, ова е, добро рековте дека невидлив непријател кој што и понатаму е демне над сите нас. Но во секој случај Црвениот крст ја игра својата улога и задача за потребите на граѓаните. Паралелно, мислам дека Струмица денеска склучи договор со Министерството за труд и социјална политика и за децентрализација на социјалните услуги. Вие неодамна подпишавте договор за ангажирање на негователи или како асистенти со општините Василево и Новосело. Може да ни кажете што се планира овој проект, кои се вашите очекувања и што може да очекува заедницата од реализацијата на овој проект? Ситуацијата со COVID-19 мислам дека најмногу го наметна прашањето дека таквите лица останаа први незгрижени. Неможноста на нивните блиски да се движат во секој момент, нели, и оној страф да излезеш надвор. Единствена услуга која што во тој момент не застана исто беше и личната асистенција, меѓутоа најголемиот број на јавувања беа од лица кои што беа над 60 годишна возраст или пак може и помлади, меѓутоа со тешки болести, некои малце потешки диагнози, така да кажем во една категоризација изнемоштени лица. Јас, како секретар во последните 2 години, нешто што сум приметила дека е најмногу потребно е тоа баш она нега, грижа на не само на стари лица, туку и на изнемоштени лица, на лица со интелектуална попреченост, па и таква со комбинирана попреченост. И ние веќе 2 години активно работиме на развој на тој систем. Не така одамна, скоро ние склучивме договор со Австрискиот Црвен крст и со Австриската развојна агенција за да станеме регионален тренинг центар. Значи, сертифициравме нова програма за обука, која што ете и меѓународно признаена и значи веќе го привршуваме првиот курс. Тој е финансиран од страна на UNDP за општо корисна работа. Сега значи ќе имаме
обуки за негователите, значи еве на општина Струмица, таму сме партнери во делот на мапирање на корисници и го спроведуваме делот на обука на идните негователи, тоа е убаво, нали, за самите лица да се информираат кои се услови треба да ги исполнуват за да може да ги користат безплатните услуги од државата. Ние како главни носители на дејноста, значи помош и нега, партнери сме на општина Ново село и Василево, таму затоа што станува збор за малце подалечни општини, набавуваме возила, ќе набавиме сите оние потребни апарати кои што ни требаат за тоа поефикасно да го спроведеме на терен, лицата ќе бидат униформирани, ќе се разпознаваат, нели, за помеѓу населението за услугите кои што ќе ги нудат и она што е најбитно, значи, дека со нив пробуваме, значи, да го зајакнеме капацитетот и на самите општини. Меѓутоа овде имаме една можност, значи, да вработуваме лица кои што немаат некоја квалификација на одредена возраст во животот. Меѓутоа и даваме, значи, една социјална сигурност и на самите возрастни лица, така малку се менува и самиот амбиент. Со Струмица рековте ќе бидете партнер, ќе ги детектирате сите оние на кои што им е потребна ваква услуга. Но да се сконцентрираме на Василево и Ново село. 14 негователи, ако не се лажам, ќе бидат обучени кои што ќе испорачуваат услуги. Какви услуги, ако може Значи, според правилникот на Министерството за труд и социјална политика станува збор за два вида на помош. Значи, едниот е во помош на основни активности во домот, а другиот е при спроведување на инструментални активности, проценката на терен за тоа колку сата усвари му требаат на корисник, ќе го правиме заедно со центрите за социјална работа и према тоа дали некој може да користи 4, 2, 3 сата дневно или неделно, ќе се прават и проценките и решенијата за корисници кои што може да се обратат за да бараат таков тип на помош. Така, а оние кои што ќе побарат, ќе се обратат кај Црвениот крст или во локалните самоуправи? Значи, тие претходно добиваат само решение, а инаку нема да се обраќаат во Црвениот крст, туку ние заедно со општините, значи, ќе направиме како истурени канцеларии на Министерството за труд и социјална политика кај нив. Ќе има таму посебна канцеларија, значи посебни координатори кои што прво ќе ги мапираат исто лицата на терен, ќе ги информираат, значи наша цел е сите граѓани да бидат запознаени со тоа дека општините мислат и на оние најранливите. Така. Сега, значи, многу внимателно веќе имавме состанок вчера со 20 градначалници, значи многу внимателно ќе ги бираме и луѓето кои што работат. Многу е битно тие да произлегуваат од средините кои што ќе дават услугата. Абсолютно. Тоа е најбитно. Секогаш не е најлесно да избереме така некој од нашето поднебје за да се грижи за нас. И после самото мапирање и детектирање, значи, на сите тие лица кои што ќе имаат можност да ја користат услугата, тие треба да се обратат до центрите за да го добијат решението, нели, број на часови како што ќе го користат. И после самото спроведување на обуките, значи, отпочнуваме со давање на самата услуга. Ваквите сервиси ги замисливме не само да работат со Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа да работи комерцијално, затоа што секојаш има луѓе кои што сакаат да платат за повеќе или се наоѓаат во странство, па сакаат да платат за своите родители, за некој да се грижи за нив или па се зафатени, значи динамичното време за живот. Рековте дека вашите сертификати за обука на негователи за стари изнемоштени лица и на оние кои што рековте им се потребни тако вид на услуги, одат преку вас, вие ги обучувате и добиваат сертификати кои што се меѓународно признати, морам да признам, но предпоставувам дека и вие се соочувате со овој проблем, дека се потешко, односно ни бегаат овие негователи. Да, сега затоа бидејќи и го бара и европскиот пазар, а овој сертификат значи дека имаат стекнато искуства во ова матична земја, па се ангажираат и одат надвор од нашава земја. Ќе има ли некоја рамка временска кога за да може да останат, за да не дојде до ситуација само да го добијат тој сертификат, па да забегат во странство каде што се барат вакви лица пред се негователи на стари изнемоштени лица по оние домови? Целта, например, и на нас како Црвен крст со развојот на ваквите, значи, социјални услуги и нашата работа да ја олеснеме, затоа што еве сега, значи, негователите ќе доставуваат храна, негователите ќе доставуваат медикаменти, ќе вадат, например, некои потврди кои што им требаат на самите лица, нели, општени со институциите, ќе може да препишуваат, например, лекарства кои што им требаат кај матичните лекари. Сега тоа го правиме со мобилните тимови многу потешко.
Меѓутоа секој ќе имаме значи негователи на терен, тие тоа ќе планираат како начин, ќе комуницираат заедно со матични лекари, институции, полесно за да се добиваат нели одредени документи или пак рецепти. Најлесно нели тоа тој им е најпотребно. Ќе купуваат значи низ аптеки за да не морат ваквите лица да излегуваат надвор, непотребно се и во ситуација кога малце не само ковидот, туку и активен и сезонскиот грип. Меѓутоа оно за кое што ние разговаравме значи досега и со Австријска развојна агенција и со градоначалниците на овие општини, дека многу внимателно ќе пристапиме кон изборот на лица. Значи не дека сите што ќе се пријават ќе имат можност значи да ги помнат обуките, ќе помнат и низ она психосоцијална процена, дали може да се сносат со стресот на самото работно место, затоа што тоа ќе биде убаво платено, меѓутоа не е лесна работа. Апсолутно. За таа цел ние веќе имаме и цел тим, нели, кој што го обучуваме преку проект на USAID за да ја дава таа психосоцијална и поддршка и на телефон, меѓутоа и да можеме да направиме една убава анализа каков тип на лица ангажираме, а и сите ќе бидат обврзани, значи барем година до две да ја дават услугата таму каде што се финансирани за да го стекнат сертификатот. Што значи дека овие негователи кои што ќе бидат ангажирани во овие две локални самоуправи минимум година треба да ги вршат да ги даваат услугите баш на територијата на таквите општини каде што нели сме апсолутно и ние сме се обврзали да ја даваме услугата. Колку за илустрација, само за илустрација за гледачите, овие негователи не мора да значи дека само едно лице ќе обслужува, може во текот на денот да бидат и 5 лица, кај некој да биде 2 часа, кај некој да биде 1 час, кај некој да биде... Да, затоа што максимум на часови кој што може да го користи некое лице е 80 часа месечно, т.е. 4 часа дневно. Така. Спомнавме дека ова има некакви допирни точки и вие планирате да станете на регионален центар за обука не само за негователи, иако е блиска таа линија на негователи или со асистентите, но сепак асистентите лични или персоналните асистенти, таа соработка со австриската амбасада или австриската агенција Австриската развојна агенција, Австријски црвен крст. Ете така. Кои сегменти ќе опфаќа и што може да очекуваме? Дали тоа значи зајакнување на капацитетот на Црвениот крст да биде етаблиран во општеството, иако морам да признам дека се поголемо внимание свртувате вие во јавноста, но што ќе значи сето тоа? Значи, овој регионален тренинг центар не се однесува значи само на Струмици, нашиот микрорегион, меѓутоа ги опфаќа сите општини на Југоисточен плански регион. Ние имаме потпишано еден договор дека нема да ги обучуваме лица само за наши сервиси. Сега еве на пример нели кога ги развиваме сервисите со Ново село и Василево, што ќе си бидат наши сервиси. Меѓутоа таму оставаме значи можности и за други невладини да се вклучат на пазарот за да ги превземат, да се регистрираат како даватели на услуга, затоа што со новата програма која што ја регистриравме сега во текот на летниот период во август, ние добивме можност да обучуваме негователи кои што ќе даваат услугата за помош и нега во домот, меѓутоа не само на стари лица, туку и на изнемоштени лица кои што повинени с некоја тешка сообраќајка, се борат со некоја тешка болест, па овде ги имаме лица со интелектуална попречност и лицата со комбинирана попречност, така да пазарот веќе еве, се малку грубо звучи може пазарот, меѓутоа оставаме простор значи за многу други здруженија да можат, значи ги заекнуваме капацитети на другите организации. Целта на Црвениот крст не е само тој да се етаблира. Ние нема проблем во тој дел нели со етаблирањето. Обично во било која криза и катастрофа луѓето или кога им треба помош се обраќаат прво до нас. Меѓутоа една основна или да кажам една цел, подолгорочна цел е развој на она што ќе биде колективно стамбено живење на стари лица на место на нашето одмаралиште во Дојран, кој што планираме таму да го реновираме заедно со Австрискиот црвен крст. Мислите на одмаралиштето на Црвениот крст, така? Да. Така да ќе стане значи баш таков еден центар, некој старечки дом, меѓутоа значи колективно, здраво, активно старење. Значи тоа ќе го нудиме на луѓето и целта ни кој ќе има зајакнати капацитети во целиот регион, многу лесно ќе ни бидат достапни негователки за работа таму, значи веќе самите лица ќе можеме да правиме и проценка кој ствари може да користи помош и нега во домот, кој може да биде заинтересиран да користи услугите таму. Ние како Црвен крст сигурно нема да почнеме само комерцијално, значи прво ќе ги офатиме најтешките социјални случаи, затоа што ние обично се грижиме нели за тие. И кога зборуваме дека прво обуките ќе ги спроведуваме значи на сите оние на кои што им е потребно вработување или да обезбедиме помош на тие кои што се во моментот најранливи,
Не исклучуваме можноста за сите кои што сакаат комерцијално да си платат и да стекнат сертификат. Меѓутоа, тие сега не се во преден план. Значи, прво, основна цел е ваквите лица пак да не останат незгрижени, еве го зимниот период ќе дојде. Пак имаме ситуација со ковид. Извини Тошева, рековте детското одморалиште, дефинитивно мораме да признаеме дека му е потребно се таму средства за да се инвестира. Што се планира? Рековте нема да биде класичен старешки дом, туку колективен дом за активно здраво старење. Што се подразбира под сето тоа? Значи, веќе во светот никој не финансира или не одобрува тоа дека сега старите лица треба да бидат затворени во некој дом, меѓутоа уште додека тие се сами по себе, значи способни да се грижат за себе, да бидат сместени таму, да имаат друштво, значи да имаат активности, одгледување на органска храна, плетење, значи некои активности дури со младите волонтери, постојано нешто да прават. И сами по себе, значи, така кога старите лица не се чувствуваат осамено, обично се и поздрави. Значи, тие не се и поголем терет и на самото Министерство за здравство, да кажам, нели, на матичните лекари. И така да, значи, еве, во таа насока и самата услуга помош и нега во домот, зашто луѓето потоа тоа го приметив посебно во COVID-19 ситуација, значи, имаше стари луѓе кои едва и чекаат тимовите да дојдат кај нив. И за муабет. Да, да ви кажам дека најчесто за муабет, тоа не толку за достоа некој што нуваше збори. Да, збори потребно ми е со кого да артикулирате. Па и уште имаме, например, знаеш, некои што ни се стални и така уште се јавуваат, значи, но тој начин еве и заедницата покажува дека сепак сме луѓе и одржуваме одредена соработки. Еве се грижиме колку толку барем и со морална поддршка. Па да ви кажем на луѓе со кои што немаат некој со кој да барем два збора да размат, тоа е нешто многу значено. Апсолутно. Реков, тенка е линијата меѓу негователи, сега зборуваме за старите изнемоштени лица и со оние персонални и лични асистенти. Знам дека изминатите години бевте активни на тоа поле преку разни донатори. Дали се наскоро очекуваме нов бран на ангажирање на лица кои што асистенти, персонални асистенти за лица со попречености да работат или пак нова обука на лица кои што сакат во тоа насока, како стоите? Значи, Струмица како давател на услугата лична асистенција, во моментот е најголем давател на услугата во цела Република Северна Македонија. Значи, не ги сопревме активностите, меѓутоа не предвидовме дека ќе има таков развој и ги исцрпивме средства кои што ги очекуваме од Министерството. Сега оставаме се, значи, за да биде во развој во 2021 и се сконцентрираме сега на обуките со општина Струмица, општина Василево, со регионалниот тренинг центар, нели за таа цел и го реновиравме Црвениот крст и направивме еден посебен сегмент кој што ќе биде за развој. Да, тенка е линијата навистина со помошта, меѓутоа она што го разграничува тука мора да бидат и поспецифични во обуките. Личната асистенција обично е, значи, нешто кое што треба да го осамостојува, значи или да го вклучува лицето со хендикеп или тотално слепи лица, значи да ја користат ваквата услуга и да го олеснат својот социјален живот или активности, да кажем. Кај негователките е малце поразлично, значи услугата вклучува чистење по дома, значи најчесто ти станува збор за лица на кои што им е потребна помош, се неподвижни, значи одржување на лична хигиена, помош при готвење. За овие асистенти, мислам дека едно 20-тина беа ангажирани преку Црвениот крст, ако не се лажам, можеби. Во моментот ние обслужуваме околу 52 корисника преку 37 лични асистенти. Значи, услугата е даваме на територијата на ЦСР Струмица, на Центарот за социјални работи Гевгелија и на Центарот за социјални работи Радовиш. Овие лица кои што ги даваат овие и стануваат како асистенти, дали наскоро планирате повторно обука за ваков профил на асистенти? Бидејќи очигледно дека се појавува интерес и потребата, и вие рековте дека е зголемена таа побарувачка, во наводница да ја кажем. Се планират и нови обуки за персонални асистенти? Да, во моментот завршуваме една која што ја финансира исто Агенцијата за вработување. 2021 веќе ни се планира, значи, прва некој нареднија Гевгелија, меѓутоа го развиваме интересот и во Радовиш. Исто така би сакале да видиме дали Дојран и Валандово како општини овој регион се заинтересирани за, нели, мислам дека прво треба да стапиме во контакт со лицата кои што треба да бидат корисници на тоа, да го видиме интересот кај нив, за да можеме, нели, после да таргетираме и лица кои што сакаат да бидат обучени. Ние ова година имавме дури 3 обуки. Првата финансираше UNDP,
Втората финансиравме сами од наши средства затоа што го видовме интересот кај луѓето дека сака, дури имаше и луѓе кои што сака и сами да си платат да се стекнат со ваквиот сертификат, па да го работат тоа дополнително покрај тоа што имат своја работа или пак ерте немаат некој занимање, а немаше нели активни мерки за вработување во тој дел ради ковидот. Значи на крајот на ноември веќе излегуваат и новата група од околу 12 луѓе кои што ќе бидат даватели на таквата услуга. Значи паралелно се развива, посебно сум задоволна дека Ново село го виде тоа како посебно интересен момент. Таму значи имаме зголемен број на корисници кои што ја бараат ваквата услуга. Најмал број на корисници имаме во општина Босилово, Струмица се разбира, нели најголем, овде некако малце и полесно да се дава асистенцијата. Струмица е град што нема толку бариери, да кажам, нели и потешкоти на таквите лица да се движат. Василево исто така имаме голем број на корисници. 2021 значи ќе ги видиме пак активните мерки за вработување. Многу е битно да видиме да не се повтараме само со бугите. Оваа година агенцијата направи една многу добра селекција на луѓе кои што сакаат да ја даваат таквата услуга и после подолг период видов една многу компактна група кој што многу го доживеа моментот, што учи, како се развива. Тие веќе завршуваат и со едномесечната пракса и сега треба да полагаат завршен испит на крајот од месецот. Така да, значи, не дека ќе прекинеме со обуки, само што овој период до март месец, значи ќе бидеме целосно сконцентрирани на развој на услугата, значи за обуки на целиот југоисточен плански регион преку Асистската развојна агенција, меѓутоа и оние обврски кои што ги презедовме со договорот на Министерството за развој на услугите со Светска банка. Слушајќи ве вака, не е мал диапазонот на услугите кои што поминуваат низ општинската организација на Црвениот крст во Струмица. Па тренинг центарот дури треба да се развие, значи да биде како школа на возрастни. Планираме да сертифицираме и програма за бебиситерки на деца. Во план сме да развиеме една програма значи за лица со Алцхаймер и палиативна грижа. И така, значи, и понатам продолжуваме да бидеме оној обичен центар кој што ги нуди сертификатите за прва помош за возачи, за работни организации. Па и тоа сакав да кажам, се променува мислењето кај јавноста дека Црвениот крст не е само за полагање прва помош за возачки испит. Сега се добива еден друг впечаток. Добро, развиваме веќе значи најразлични програми, мислам дека станавме доста препознатливи, искрено и кај донаторите, значи за развој на посебни програми што стварно многу ме радува. И во целата ситуација со ковид, значи дека меѓу првите бевме на терен со мобилните тимови, можам да кажам дека обезбедивме и донација преку надворешни донатори, да кажам за некаде отприлика 12.000 пакети. Тоа воопшто не е мала бројка. Така. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Визави на програмата на канал ВИС или Очи во очи со секретарот или првиот човек на општинската организација овде на Црвениот крст во Струмица за и околу значењето и улогата на оваа организација во делот на пружањето помош на сите оние кои што им е потребна. Тоа што разговаравме досега за опсегот на услугите кои што ги нудите. Но на мене ме интересира. Сега негователи, асистенти кои што рековте дека ќе бидат ангажирани можат комерцијално да се занимаваат со таа дејност, асистенти. Но дали волонтерството во Црвениот крст во Струмица добива на интерес кај младата популација? Мене ме интересира дали постојано се зголемува она бројка на волонтери кои што сакаат да бидат дел од активностите на Црвениот крст во било каква ситуација и за пружање на помош и за реализација на сите оние предвидени активности. Како стоите со младите волонтери? Младите волонтери. Па во ситуацијата со ковид ги исклучивме затоа што по оние протоколи за делување во катастрофи, затоа што во првиот момент кога се прогласи воредна ситуација, значи ние почнавме и целосно го прилагодивме буџетот и активностите, значи на начинот на кој што функционираше оперативниот штаб на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Така да во првиот момент забележавме во првиот месец дека многу луѓе не се пријавија, значи така млади лица над 21-20 години, значи да бидат волонтери. Сите тие значи помина еден процес на прво на укажување на сите оние стандарди под кои што ти можеш да бидеш во униформата. Ние се малце крути во тој дел.
единствени сме, да кажем, нели, присутни во 197 земји, значи имаме многу строги правила за тоа што можеш, што не можеш да правиш ти во униформа на Црвен крст, тоа што кажавме, значи дека поминаа обуки за справување со стрес во услови на катастрофи. Бројот или интересот на млади лица од ден на ден се зголемува. Сигурно сега колето сте биле присутни, сте ги среќавале, еве, нашите млади, ја стално викам нашите млади, наша гордост. Да, но има ли интерес, еве, не се зборуваме за малолетните лица, туку таа перцепција се менува ли кај младите да стекнат дополнителни знаења, вештини, ново искуство, сепак сето тоа влегува во CV-то, а многу значајно е за младата личност кога се вклучува и во едни вакви институции, односно организации како што сте Црвениот крст. Јас сум имала можност, значи, да го гледам развојот на тие деца. Првично да кажем дека тие што доаѓаат да бидат волонтери на Црвен крст, тие од дома се малку по-алтруистички воспитани, така. Стално се сменам дека ние немаме многу работа, меѓутоа имаме доста работа со нив. Значи им даваме можност, еве сега, значи тие учествуваат често во оние развојни програми кои што ќе ги имаме. Значи не е само тоа дека делиме маски, обезбедуваме настани затоа што сите се спремни, нели, за давање на прва помош. Мислам тоа редовно го вежбаат и го повтараат. Голем дел од нив се врснички едукатори. И сега, значи, кога зборуваме за врснички едукатори, тоа е деца кои што ги спремаме со онај body language, или како да го кажам, значи, начин на изразување, да пристапат и да бидат, значи, едукатори пред еден широк аудиториум, посебно на нивни врсници. Тоа е многу потешко, да го свртиш вниманието на таквите лица. И да направиш еден баланс. Да. Друго, например, што многу ме радува е дека голем дел од нив се сега многу вклучени во тоа, во развојот на онаа програма социјални предприемништва, кои што сакаме да ги правиме во рамките на Црвениот крст како посебни фирми. И сите тие многу ни помагаат во тој дел. Значи, еве, размислуваат за бизнис идеи. Така да, еве, јас би рекла... Значи, вклучени се во секој случај, има и само интерес. Дека има и голем интерес, меѓутоа сега во моментот го ограничивме влезот на младите волонтери во Црвениот крст, затоа што реално ние имаме многу обуки. Во моментот. Паралелно со тоа, значи, голем дел на волонтери кои што не се вклучени, само волонтери кои што работат на терен, во текот на ковид заборав да спомнам дека имавме и активни, значи, лица кои што даваат психосоцијална поддршка на телефон. Да. Имавме околу 400 јавувања до летниот период. Тогаш веќе некако згасна интересот, малце. Добро, може би тоа карантинот и меѓутоа карантинот на хотелот Банско, па и општо на сите лица кои што беа, нели, во карантин во тој период, значи им дојде како голем стрес на лицата. Имавме околу 400 интервенции, на 400 јавувања. Не ги броиме посебно дали некој се јавил повеќе пати, значи ние како извештај ги имаме околу 400 јавувања, што не е мала бројка. Сега со USAID продолжуваме со таквиот тип на обуки, ни се вклучија уште тројца професионалци, затоа што тоа може да бидат само социјални работници и психолози, кои што ќе бидат обучени за таквата психолошка прва помош, нели, и психосоцијална поддршка, за да ја дава таквата услуга и на телефон, и на сите оние лица кои што ги пуштаме на терен, негователи, лични асистенти. Тоа немалце не е лесна работа и категоријата на луѓе со кои што работиш. А и плюс да кажем дека личните асистенти не престанаа да работат дури и во периодот на оние карантински денови, да кажеме така, да се изразиме. Кога беше најограничено движењето. Меѓутоа, не дека згасна, се намали личната асистенција, меѓутоа беше таман дозирана за да ги задоволиме потребите на корисниците, а да ги заштитиме и нив и самите лични асистенти да, нели, да останат заштитени во тој период. Често пати Црвениот крст знае да биде и еден посредник меѓу заедницата, општествено одговорната заедница и овие социјално ранливи категории. Она мене ме прашање, гледаме на вашата Facebook фан страна, дека постојано имате и обезбедувате донации за сиромашни, за ранливи категории на граѓани. Имаше и донатори, ако не се лажам, но сметам, односно прашањето ми е, Тошева, дали струмичката бизнис заедница во таа пандемија успеа некако да помага и да биде општествено одговорна, како во тоа насока? Колку струмичани се хумани? Во пандемијата би издвоила... Или во овој период? Би издвоила, значи, неколку фирми кои што редовно ни ги подпомага активностите или донираат доста средства.
Меѓутоа, оно што ме изненади дека имаше и физички лица кои што редовно праќаа средства на сметката на Црвен крст. Ние постанали дека ние даваме очит на секое средство кое што влегува и излегува на сметката на Црвен крст. Значи бе изненадени за тоа дека обично им праќавме дека еве со нивните 6000 денари донација ние сме обезбедили помош за некоја фамилија, затоа што пакетите со храна се стандардизирани, да кажеме, за некои 2 месеца, меѓутоа кога станува збор за некоја фамилија со повеќе деца и мали деца, значи ти не можеш само пакет со храна да однеш, таму е потребно еве пелени, млеко, работи за деца, нели? Покукнина, еве, кебиња, облека и така натаму. Ова често го имаме како донација, значи голем број на лица кои што реновираат дома или продаваат куќа, стан, значи многу често ни се обраќаат за тоа дека имаат мебел за донација, па ние обично веќе претходно имаме соработка со самите општини дали некаде треба таков тип на помош, значи на терен не се само општините, ние имаме волонтери обично во секоја месна заедница, секогаш имаме некој кој што ќе се јави, таму има некоја сиромашна фамилија, еве немаат кревет, немаат душек, немаат плакар, фрижидер. Можем да кажем дека секогаш имаме расположен си од бизнес заедницата за помош. Значи има општествено одговорни компании и општествено одговорни поединци. Ковид кризата забележав дека ги поттикна луѓето да видат дека навистина имаат некој и многу други на кои што им треба многу помош. На почетокот мислев дека сите некако заштитено ќе седиме дома, ќе чуваме пари за брашно, многу нели како. Меѓутоа видов дека имаше многу луѓе кои што секојдневно се јавуваат, значи за да донираат, да пратат пари, да помогнат, значи дури во пакувањето на самите пакети, затоа што ние уствари имаме и обврска, значи сите средства кои што ги добиваме посебно во услови на катастрофа, значи да ги инвестираме во самото. И кога зборуваме за донации, да, ние ги истекнуваме донациите, меѓутоа ако кажеме дека сме добили на пример околу 12.000 маски за повеќкратна употреба, сигурно 4.000 биле и од нашиот буџет. Кога зборуваме дека имаме заштитни одела, нели, да кажем дека ние сме издвоили. Морам да признам дека еве од Црвениот крст и ние како телевизија добивме заштитна опрема и средства во делот со спровањето. Па вие обично нели на првата линија. Така да. За крај со оглед дека времето веќе не гази, забележувам дека во овој разговор, во ова интервју и ваше гостување спомнувате постојано локалните самоуправи. Процесот на децентрализација на социјалните услуги се уште целосно не е префрлен или пак се прават одредени напори. Ваша оценка, можат ли тој трансфер на надлежностите од социјалните услуги да ги превземат локалните самоуправи? Па мислам дека локалните самоуправи се посебно во делот на она што е социјална заштита, една цела година веќе работат на тоа да направат една сондажа. Значи, баш едно добро мапирање на терен што се е потребно или какви потреби имаат луѓето. Можам да кажам дека и ние како нивни партнери дека не можеа да не одбијат. Нели, стално ги притискавме за да ги добиеме тие подаци. Разбира дека таквите подаци се сменија, нели, се тоа категорија на лица кои што се менува. Се менува, значи не е некој кој што се развива, најчесто нели таквите лица се на крај на својот животен век или се. Меѓутоа мислам дека оваа година ќе ни биде некако пресудна за тоа за да го видиме сенсот, значи дали уствари е потребно развој на такви услуги, дали општината е способна да ги препознае, значи потребите на таквото население. Еве, например, да ви кажем дека јас мислам дека најпотребна услуга во моментот од нега на стари лица во домашни услови има општина Ново село. Апсолутно, со оглед дека ако изгледа некако дека Струмица е поголема, меѓутоа кој ќе видиш конституцијата на оддалеченоста на селото, значи таа во моментот има најголемата потреба. Ние во COVID-19 верувате дека имавме најмногу повеќе таму. А некој ни доаѓа како најдалека општина кој размислуваме, значи да ги развиваме таквите социјални услуги, не случајно избравме прво неа. Од причини што некако има многу иселеници, популацијата е повозрастна. Да, значи ја оставивме можноста и за комерцијално, значи секој што сака дополнително да работи, ако не можеме да ги исполниме сатите преку министерството, меѓутоа ја видовме и потребата, а и она што на пример не беше и загуба на ресурси и на време за да стигнеме до таа. Сега ако ќе имаме нели ние системи на негователки, ние однапред ќе знаеме на кој што му треба, во кој момент ќе имаме и возило кој што ќе биде ангажирано на терен за таа потреба заедно со координаторот и негователките. Имат ли капацитет локалните самоуправи да ги превземат овие? Оти никако досега мнението беше или поврзеноста со локалните самоуправи
е да се донесе некоја одлука за доделување парична помош Да. за социјално загрозените Па, и јас би ранливите кажала дека категории. тука не Но не случајно е само ова Да. парична помош, потребно е комбинирана мера. Значи, мислам дека не случајно не избра нас како партнери, затоа што ние сме тука, значи не случајно сме општо во светот едни добри 180 години, значи ние тука не работиме проект само за да го сработиме, значи за нас е битно да според нашата мисија и визија, значи да обезбедиме одржливост на таквиот проект. Мислам дека со такви квалитетни партнери како општините кои што ги имаме, па и ние, еве, би се ставили во едни партнери на кои што и имаме заеднички интерес да го развиваме тоа. Не гледам некоја неможност тоа да се имплементира, посебно тоа дека ние црпиме искуство затоа што ние веќе 3 години сме на пазарот на даватели на услуга. И многу добро знаеме што значи давање на услуга, начин на кој што се предвидуваат, се прават годишни програми. И мислам дека еве тоа што договоривме со градоначалниците е моментот дека многу добро ќе го измапираме теренот. И тоа е многу битно за било кој донатор, дека знаеме значи со каков тип на лица располагаме, значи и за било која ситуација која ќе дојде и студен бран или пак повторно COVID-19 ситуација, поплава. Ние ќе знаеме колку стари лица или изнеможени лица Но таа база на податоци може да им послужат и на локалните самоуправи во и на центрите за социјална работа. И во креирање на нивни проекти за во делот на социјалната заштита со оглед дека имаме фондови. Тошо, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Очи во очи и предпоставам дека ја приближивме улогата и значењето на општинската организација на Црвениот крст во овој микрорегион, вклучително овде и општините Просвете, Ново село, Босилово и Василево, но предпоставам дека слична има и допирна точка и улогата и на останатите општински организации, иако спомнавте дека планирате и регионален да прераснете во центар за обука. Значи, нашето искуство ќе го имплементираме, значи и на другите општински организации, меѓутоа не само и на општинските организации на Црвен крст. Сите оние здруженија и организации кои што ќе изразат интерес или желба за да сакаат тоа да го работат, затоа што ние како Црвен крст имаме таа општествена одговорност. Значи да им помагаме на сите други да почнат да работат нешто за сите заедно, ствари да направиме еден добар квалитетен пазар за во интерес на заедницата во која што живееме. Јас ти благодарам уште еднаш што беше дел од емисијата визави на програмата на Канал. Ви благодарам на вас на поканата. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе минути. Наши ваш гостин Маријана Тошева, секретар на општинската организација на Црвениот крст во Струмица, за и околу улогата и важноста на оваа организација во услови на пандемијата. Пријатно.